Да не беше левица со два пратеника вонатре, до сега ќе поминеа и уставни измени и се. Значи, ДПМН си пукаше во нога со прифаќање на концептот за широка влада. Не знам кој ги советува. Сега прекина и билатерална основа диалог со власта. Од кога видоа дека цели општински комитети сакаат да им дојдат во левица. Од кога видоа дека тоа има многу политички костли. Ние за една недела имавме 300 пристапници после таа изјава на Мицкоски, а просекот инаку ние 30 пристапници. Може да замислите. Неделно, сега да. Пута 100, значи како ќе му дојде? Пута 10, како ќе му дојде? Пута 10, да. Значи, 10-кратно е зголемен интересот за членство во левица после обзнаната на таа широка коалиција. И тука пак доаѓаме до таа заевистичка идеја на тоа советување кое не знаеме дали се случило, но претпоставуваме каде што Шекеринска им кажала дека тоа оди во прилог на левица, широката коалиција, бидејќи нашиот народ не е навикнат на тој германски модел каде што ќе делат они власт, тука си вадиме очи практично ние секој ден. И сега, кога ќе отидете вие со вашиот крвен политички непријател во една влада, кој останува алтернатива освен левица? И тие крена рачна и сега се вратија, меѓутоа тоа ќе ги кошта. И не заборавајте, тезата на Мицкоски е пролупана тезата. Дајте ни 61, се ќе биде историски пораз по тоа. Не, обратна е тезата. На овие избори, кога и да бидат, предвремени, навремени, споени со председателски, не споени, кога и да бидат, пораз за македонскиот народ ќе биде ако му даде 61 пратеник на Мицкоски, односно на ДПМН. Затоа што, не заборавајте, ДПМН со 61 пратеник ги амнестираше хашките случаи, спроведе попис, тоест не успеа да спроведе легитимен попис, па го одложи, така што обратна е тезата. Дадете ли сега 61 на ДПМН, крстете се, ја нема Македонија понатаму. Од тука нашата теза е дека мора да се дојде до двоцифрен број пратеници на левица за моќта на уценување од ДУИ конечно да помине во македонска партија која што ќе ги држи националните интереси како приоритет. А таа партија во моментов е само левица.